Под мотото обврска сега за денот потоа, представници од граѓанските здруженија во Кочани и кандидатите за градоначалник и советници потпишаа декларација за соработка што ќе опфаќа повеќе области. На средбата на платото пред Центарот за култура Бели Мугли, каде се потпиша декларацијата, беше речено дека граѓанскиот сектор, управувачите на локалната власт ги гледа како партнери и подржувачи во заедничките креирање на политики, планирање и спроведување на конкретни планови, предлози и мерки како на локално, така и на национално ниво. Со ставањето подпис, договорните странки се обврзаа во наредниот период да соработуваат во областа на социјалната и трудовата политика, како и во опфатот на младите, образованието, здравствената политика, одржлива животна средина и зелениот енергетски систем. Иако начинот на потпишувањето на документот не беа присутни сите представници од учесниците во предизборната кампања, од граѓанските здруженија изразија задоволство што е постигната обострана согласност за соработка. Денес имавме чест и задоволство да се потпише декларација за соработка со граѓанските организации од општина Кочани од страна на представниците за кандидати за градоначалници и советничките листи. Од поканетите присутни беа дел останатите кандидати за градоначалници и представници на советнички листи ќе ја потпишат декларацијата и декларацијата ќе се наоѓа во просториите на Сдружение на Роми Авена во Кочани и ги повикувам сите граѓански организации за потпис кој што ќе може да се стави на отворениот список во декларацијата за соработка со граѓанскиот сектор на општина Кочани и идните локални власти. Граѓанските организации од Кочани очекуваат дека начелно постигнатата согласност за соработка ќе се реализира и во практика, по завршувањето на локалните избори и по конституирањето на новата локална власт. Слични документи беа потпишувани и во изминатите изборни циклуси, а меѓусебната поддршка на двете страни функционираше на задоволително ниво.